Еве да ја кажеме вистината која ја кажувавме отворено и изминативе пати кога се среќававме. Значи, прашањето е логично, договорот со Грција е реален и тука нема ниту една причина некој, било кој од нас да се чувствува засрамено или понижено. Сум го кажал многу пати, да го повторам и сега. Во тој договор нема ни една точка, ни една реченица, ниту еден збор кој мене или вам утре ќе ни забрани да се декларираме како македонци. Нема ни една точка, ни еден збор, ни една запирка која ќе ми забрани да зборувам на нашиот македонски јазик. Пред неколку денови го видовте премиерот Заев по прв пат во Европскиот парламент зборуваше на македонски јазик и тоа е јасен доказ дека за неколку години од сега во таа организација која брои 500 милиони луѓе, македонскиот јазик ќе биде рамноправен со сите други во таа организација. Постојат, почитувани пријатели, постојат информации од таа страна на политичката поделба кои не убедуваат дека немаме потреба да влегуваме во НАТО, затоа што организацијата е пред распад, затоа што организацијата носи само несреќи каде што оди, дека наводно станува збор за светски полицаец кој е подобро да го имате подалеку од вашите домови. Еве 2-3 збора само за тоа што е и денеска НАТО и што беше НАТО и како ни помогна НАТО во Македонија кога ни беше најтешко во 2001 година. Во 2001 година имавме 3 мисии на таа организација. Не треба да читаме бајки или да веруваме секому. Имавме 3 мисии на НАТО кои прво ја запреа војната во Македонија и потоа направија амбиент за да се имплементира мировниот договор, рамковниот договор кој потоа ни овозможи кандидатски статус за Европската Унија. Сакам посебно да се обратам на младите луѓе кои се денеска околу мене и навистина сум задоволен што ги гледам во огромен број и на сите, но на младите. На сите анкети кои ги гледам последниве денови. На сите. Младите се во огромна бројка за Европска Македонија. Значи, споредено со сите други возрастни категории, младите се дупло или тродупло повеќе за таа опција отколку повозрастните жители. Ова сакам да ги замолам сите млади. Познато е дека вие веќе го имате формирано својот став за тоа дека Македонија не смее да биде изолирана енклава, не смее да биде повлечена од глобалниот свет, може да биде само дел од него за да се развива. Меѓутоа сакам да ве замолам на тој ден навистина и да гласате. Многу е важно овој став кој го имате позитивен во однос на референдумското прашање да го искористите своето гласачко право затоа што е исклучително битно токму вие да бидете генераторот на позитивните промени во Македонија. Вие сите сте најкосмополитската генерација која било кога живеела во оваа земја. Младите секогаш биле генератор за позитивни промени секаде во светот и мислам дека од вас, од вашата генерација, треба да почне големата промена која Македонија конечно ќе ја зацементира во светското друштво на нации и држави. When I was Secretary General of NATO, I was obliged to call this country FYROM. Кога бев генерален секретар на НАТО, јас бев приморан да ја нарекувам оваа земја FYROM. And that was wrong. Тоа беше погрешно. And that can be changed on the 30th of September forever. И тоа може да секогаш да се смени на 30 септември. So the agreement that has been reached with Greece preserves your language, your identity, your culture, and gives you an open door into NATO and EU membership. Договорот кој што е постигнат со Грција ви го гарантира идентитетот, и културата, јазикот и ви да отвора вратата кон Европа. And the decision will be simple. It's now or never. Now or never. Одлуката е едноставна, сега или никогаш. What is the alternative? What is being offered to the people of Macedonia as the alternative to the agreement? Што е понудено како алтернатива на договорот? Nothing. Ништо. There is no alternative available. And yet the agreement provides
for the future in the European Union, a future in NATO, a future of mainstream Europe for the people of this country. А од друга страна, со договорот се гарантира членството на Македонија во Европа и во НАТО. Имаме договор со кој што таму каде што ќе одиме, на спортските надпревари на светско ниво, нема повеќе да не ословуваат како граѓани од ФИРОМ. Туку ќе не ословуваат како македонци што се дојдени од ова парче земја да се борат за своето достоинство и на спортските терени, луѓе кои што ќе говорат и таму македонски јазик. Имаме можност да учествуваме на низа симпозиуми, на низа конференции, во низа организации, како македонци кои што ќе говорат македонски јазик. Сега е шансата да го постигнеме тоа, драги мои битолчани. Зборуваме дека како град ни треба здрава животна средина, ни треба добра инфраструктура, ни треба економски развој, ни треба отворен пазар. Како тоа ќе го направиме ако станеме затворени кон светот? Како тоа би го направиле ако сега, кога ни е подадена раката, пријателската рака од целиот свет, како никогаш досега, не ја подземеме и не кажеме да, вие не гледате како дел од европското семејство, како дел од светското семејство и ви благодариме за тоа и ја прифаќаме пријателски подадената рака.